Се слушале, браќа и сестри, дека покојот на покојниците не треба да се оскрнави и да им се ремети почивката која имаат после смртта покојниците. Како денеска славиме принос на моштите и уште црквено славиме тоа. Како е потмузно и црквата дури да благословува реметење на мирот и тишината после упокојувањето на човека. Едно суштинско прашање секако, зошто во црквата и го прославуваме званично дури преносот на моштите на некој светител. Денеска тоа го правиме на Свети Јован Златоуст, зашто е празник на пренос на моштите негови. Но што значи тоа кое ќе се види во какви услови црквата благословува да има реметење на покојот на покојникот? Свети Јован Златоуст, како што и знаеме, дека доживува прогонство од сопствената катедра. Вмешани се повеќе личности, нема да го разглавуваме тоа сега, дека и меѓу личностите што го подготвуваат неговото прогонство има и епископи. Сепак ќе ги земеме генерално дека царицата Евдоксија, која се нашла многу погоре една од многу проповеди на Свети Јован Златоуст, го приготвила неговото прогонство. Прогонете Свети Јован Златоуст да не биде на неговата катедра, исто како што денеска судовите светски, само во тоа време имало малку повеќе обзир кон епископите и не ги суделе во затвор, току ги суделе на прогонство, што не било нешто многу подобра карта. Свети Јован Златоуст пешки требало да го помине патот од Константинопол, каде што бил епископ, до местото на прогонството. Меѓутоа, неговото здраве било слабо. Истоштен бил од многу пост. Уште пред прогонството да биде познато е дека имал многу големи проблеми со стомакот, односно со варењето. И не издржал да отиде до конечното место на прогонство, туку се упокоил во местото Коман. Тоа е некаде околу централна денешна Турција, од прилика. И таму и бил закопан, затоа што не вредел некаде на друго место да биде, поготово затоа што и немал никаква почест во времето кога преминал Свети Јован Златоуст. Тогаш, докато живува тој период, односно тоа место каде се упокоил, од една страна доживува радоста Господова, затоа што еден голем светител се упокоил таму, го добива благословот, но од друга страна тоа е голема тага за црквата. После 30 години се упокоила и царицата Евдоксија
на неизино место, односно на место на царот, тогаш доаѓа неговиот син Теодоси и ја разбира големата грешка која е направена кон овој светител на црквата Божја и дава наредба да го откопат и да го преместат на неговата катедра во Константинопол. Тогаш епископ на Константинопол е прокло духовното чедо на свети Јован Златоуст. И доживува свети Јован Златоуст да го откопат по царска наредба, меѓутоа за да покаже дека војата Господова треба да се почитува, претежок станува ковчегот негов за да се крене од гробот. И царот добива порака дека додека не напише писмо да го замоли свети Јован Златоуст да се премести, не ќе може никој да го мртне ковчегот. Тогаш царот Теодоси ја сваќа уште подлабоко грешката на неговата мајка и бара прошка од свети Јован Златоуст токму за неговата мајка и за сите и за целиот народ секако, велејќи дека таа неразумно постапи со свети Јован Златоуст кога имаше моќта царска, но сега кога тој има моќ посредно да се моли кон Бога за нејзината душа, тоа да го направи. После таквото проштално писмо кое го испраќа царот Теодоси, моштите на свети Јован Златоуст стануваат лесни и тој е преместен во Константинопол. Кога го ставаат на местото каде што е владичанскиот трон, зашто таму ги донесле неговите мошти, се слушнало во црквата да се од присутните во црквата слушнале дека свети Јован Златоуст ги изговара зборовите мир на сите. Како што дава епископот мир од тронот, така и свети Јован Златоуст, кога ги ставиле моштите негови на тронот каде што тој седал толки години, се слушале зборовите мир на сите. Зборовите мир на сите, браќа и сестри, се во суштина взаемно дејство на епископот и на народот. Епископот ја има благодатта на сите тајни од црквата и тој дава мир. Ама не дава само епископот мир, а народот тоа да не го приме. Да речи, не ми е кајле што ти даваш мир. Туку му возраќа народот, му вели на духот твој, значи мир взаемен да имаме. Ти си штедар, ти тоа што го имаш, најдрагоценното, а тоа е благодата Божја, ние даваш нас. А ние знаеме да го почитуваме тоа и да речеме и на духот твој да биде истото, односно уште поголема благодат да имаш од Бога и за тебе личносно и за да ни ја радаваш нас. Тие се тие работи врзани со преносот на моштите на свети Јован Златоуст, но многу значени се кога ќе погледнеме зашто во вонредни прилики Господ благословува да се случат работи кои се невообичаени. Невообичаено е да се сели некој покојник, но имаме во црквата токму пренос на моштите кога во слава се враќаат моштите на одредени светители
koji ili doživjele progonstvo ili nepravda nekakva ili bile ubijeni ili mačeni prethodno i dobiva rehabilitacija. To ovo crkvata je возможно, zašto crkvata nije statičan recept kako će postupati, kako će praviti na životu. Crkvata je zajednica i o toj dogovor se gradi istina, da o toj dogovor sa Gospoda. Najdobro je, najnormalno, koga i nije, ke naučime дека treba da бараме волјата Божја. И таа е истината. Меѓутоа, Господ понекогаш попушта на нашето незнаење. И се случува во одредени ситуации, дури подоцна после неколку години, да не речам и векови, да се објави во потполност вистината. Е таа вистина, браќи и сестри, не чини нас да бидеме стабилни. Денеска сте слушале многумина говорат за вистина, па дури и скоро сите смета дека тие се извор на вистината. Меѓутоа, вистина е само нашиот Бог и тоа што ќе биде во заедница со него постанува вистинито. Затоа е потребно секогаш да исполнуваме волјата Божја. И колку побрзо ја исполнува волјата Божја, толку повистинити сме. Колку пак подоцна го исполнува тоа, како што рековме, може се за доцнување да го исполниме нештото и Господ не чека упорно. Не сака да го наметне неговото исправно и вистинито решение, туку за некои работи не чека со години, да не речам со децени и со векови. Затоа да се трудиме секогаш да ја читаме на времено волјата Божја, да се засапуваме секогаш да ја спроведуваме истата и да не биде секогаш по негово за наше спасение, а за негова слава од сите времиња. Исполнете Господи.